Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Дали се чувствува колку сум возбуден денеска? Нормално дека сум возбуден и тоа многу. Ќе возам Toyota Camry Hybrid, најнов модел. Првиот модел на Toyota Camry Hybrid е од 82. До сега продадени 19 милиони супер возила. Првиот е 82. Абе, врати го Camry-то, бе! Атлетски граден, а во исто време софистицирано елегантен. Со своите 218 коња под хаубата прави да си ги вежбаш стомачните мускули секогаш кога ќе притиснеш на педалата за газ. Безбедност. Toyota Safety Sense фала многу пријатно. Напредни радарски камери и сензори те чуваат безбеден во секоја секунда од патот. За мене интериерот на Toyota Camry Hybrid е најважниот дел од приказната. Се што гледаш околу себе е фина кожа или полиран метал, ама и многу интересна технологија. Не зборувам за седиштата што се загреваат или ладат, иако еве ги, тука се. Не, сега зборувам за Entune инфотеймент системот на Toyota. Опремен со тачскрин, копчиња, тркалца. Кога стоиш во место си го користиш тачскринот, а додека возиш копчињата и тркалцата се супер практични. Клучна работа кај Entune. Многуте апликации што колата ја прават паметен уред. Мапи, временски прогнози, берзански индекси, онлайн радија. Кај отиде технологија? Не е лош скокот од 82, нели? Сега сигурно се прашувате што сум запнал за технологија. Па таков сум. А таков е и мојот денешен гостин. Ало, кажи сега ти, откако не си у политика, телефонов помалце или повеќе ѕвони? Па помалце, ама сега ти ми задзвони. А зашо те бара најмногу, бе, кажи искрено? Вработи ми, братучет, кирка, сна, брат. Така оди тоа, му се јавуваш на дамје несредено? Не, така, мислам дека иде, му се јавуваш и не е средено. Му се јавуваш и не е средено. Слушај, не ти се јавувам ја за тоа. Ја ти се јавувам за чај, кафе, нешто да пиеме. Си за? Чај не пијам, ама кафе може. Па ајде, јас ќе бидам кај тебе, ќе те земам за некои си 15 минути. Ајде, те чекам. Чао. Може не си више функционерам, а со функционерска кола те земам. Пак Да црни не- коли на паркинг. Да не кажеш. Браво. Супер. Добро е. Да. Времево, окей, не е ништо страшно, ама тоа е се, Супер што е. да правиме. Јануар, такво е времето. За Ќе- баскет таман. Не пиеш чај? Не. Никогаш? Не. Тоа е многу Али здрава кафе, навика, али човече. кафе како. Али кафе. По колку? 4-5? 2 до 3, ама големи надо. А, добро. Бокал. А, значи како супа. Така. Ја така ги Како викам тие, вода, не? како вода. Американо пиеш или? Американ, не и ладно нес. И ладно? Големо. Добро, тоа е ако мавне 4 више нагоре, Не, 3. Точна цел тензија. ден. Си правиш од сабајле и цел ден. ајде, влагај. Да кажеш како ти се допаѓа ова функционерско возило. Опа! А што викаш, ѕвонат луѓе, а? Дај, баба ми, братучет ми, Да. И се бара тоа, одма се бара по краткиот пат за нештото, автоматски. знаеш како, има што е најчудно. Не се јавува обично човекот што бара работа, туку некој негов. Да. Роднина. За другар прашувам. Да, за близок, за ваму таму. И сега нормално, ама стварно во ако друго е мислењето може во јавноста, Аха. ама стварно за она што се вика трајно вработување на неопределено, не можеш да направиш нешто, пошто многу е компјутерски. Значи, дека стасаш ти до интервју со некој од кандидатите, претходно се е автоматизирано, се е компјутерски, еволуцијата на документи и така натака. Тестови, не знам што. И што и да сакаш, не можеш да му помогнеш. Значи, он мора да стаса од најдобрите 3-5 кандидати, па после интервјуто нешто може да Так. бие. Иначе, готово, све е више автоматизирано. Како вика програмер, од балкон да фрли сиви, има кој да го фати да го вработи. Да, баш така. Па Не, види, па- ако бе, добро. Види, има тренд растички да не може да дозавршат факултет, од што ги земаат да работат уште у 3-4 година на И студии. ќе се полако ми малце. И толку. Добро. И сега, Не може ни да ги обвиниш од друга страна. види, реално дипломата, ако е добар, не Ако му имаш значи. вештини и знаења, Не му значи. Не му значи. Има и многу Толку програмери така. што се без факултет или завршиле нешто сасвим 13, толкму така. па се толкму научиле така. сами.
Па такви колку Да. има во мојава фирма, во маркетинг агенцијата, да речам ете што се вели најдобрите, не сите се од маркетинг или од графички дизајн или овано. И имаш што викаш ти нешто стото, финанси работел, Да. а сега е одличен во тоа. Тоа е, мислам, каде ти е пасијата, каде ти е кејфот, кај ќе си се Да. пронајдеш. А чекај да те прашам, у политикава воопшто како влезе од млаци Да, член? 18 години едва чекав да наполнам. И- Кој те инспирираше да влезеш? Кој Не, беше? ја од секогаш комуњар. Така? Да, и заради тоа комуњарка, не знам. Имаше ли Бранко на постер? Не, Майкл Кој што го Джордан. имал, кој го имаше Бранко? Милена Киевски или кој беше тоа што викаат нешто? Сум заборил. Не знам тоа. Не, ја Сум Майкл заборил. Джордан го имав на постер, друг постер немам чувано. Майкл Джордан? Да. И тоа со црниот дрес Чикаго. Со црвен, со црвените, црните тој модерни. црниот многу беше добар А тој. тие после искочија у Тоа беше втората, трет дрес, многу ретко и го носе. у втората тура, да. Исто црниот дрес од Орландо. Имав таков Пени Хардавај. Пени Хардавај и Шакил Онил тогаш беа Лелелеле. дуо трио. Тоа се благодарение на Љупа NBA и А1. И станувавме у Нели? 3-4 са бајле станував, до 6 гледав 7 и немав мука ништо. Утрената пак Знаеш ли што размислов? Замисли каква успешна американизација на светот е тоа. абе види. Гледај, деца сме биле, така? Да. И со толкава пасија сме гледале тоа, и знаеш, преку тоа ти сервира и хип-хоп култура, ти сервира и ово, она. Ја не викам дека тоа е нешто смислено од сенато тама работа, ама влијае да ти на еден начин створиш афекција кон Западот прво и прво. Да, бе, да. Абе Знаеш. види, она измеѓу рекламите едно друго, значи. Па, бе, да, сесијата, убавина. културата ја гледаш. Точно. Културата ја гледаш. Гранд Хил, Джери Стакхос, леле. Да, бе, Шугај. они беа тогаш. И овој од Никс, Патрик Патрик Јуинг и како беше Џон Старкс. Старкс, така. Стоктон беше у Јута. Стоктон и и Мелон. Мелон. И Джеф Хорначек. Джеф Хорначек. Джеф Хорначек кој шутираше слободни, си го галеше обравчата. Да, Нели сите да. има некоја ритуал некако за шутирање. Тоа е, што е со политика, да речам, незгодно, а луѓе да не го знаат. Пример, немање време за семејство, знаеш, такви некои работи. Се лупам, не знам. Ма за За ништо тебе немаш лично. време, ма не за семејство, не за другарите, Ништо? за ништо, значи идеш у 8:30-9 на работа и те нема до 10 вечер до 11 и толку. Значи нема. Чекај, тоа е ако си на функција, веројатно. А ако не си, пример, по-лабаво е собраниски член парламентарец, да речем. Па и да и не, обично би требало да е, ама не е така. Зошто? Затоа што кога има седници, демек се работи нели до 6 попладне. Сега у последно време мислам дека воведуваат ред стварно се работи така. Порано имаше ситуации, нема, трае седницата Тераме. до 12, до 1, до 2 са вајле. Точно. После има доста работи кои што не се видливи на телевизија, тоа се комисии. комисии и така натака, кои што исто се дешаваат цело време. И не е уопште едноставно и она што највеќе па таму нервира, знае да има доста празен од. Седиш и дремеш, на пример имаш Да. една матична комисија се вика, појма немам, за одреден закон, не знам да речеме комисија за транспорт и врски, окей, ќе помине таа комисија. Сега треба после законот да помине и на законодавно правна комисија. Таа ќе Добро. закажеме у 4 попладне. Добро. И ти се омеѓу време, а заглавен си на таа тема си, значи немаш да нешто друго што се вика пофатиш и седиш, дремеш, чекаш сега тоа да дојде, да пројде. Така да е, многу луѓе што имаат други, ајде да кажам, по критични професии, немам доктори, лекари. Они многу добро. се нервираат таму, се има колеги мои кои што се лекари. Така. И се седи таму, знае ваму пациенти го чекаат, да мора да дреме да чека да. Така. И Разбирам. не е едноставно. Ама впечатокот на луѓето е дека поголемиот дел од времето клатат врата политичариве. А викаш дека не е баш така. Кај, таква крвничка работа као у министерство. Сега беше пред кога си отидов, Аха. некој од новинари ме праша дали ти е жал што не си више министер или дали тоа беше Добро, причината. Може да демек во новата влада дека не те стајле, да, па... да. Добро, Викам добро. само тој што не бил министер може да му е жал зашто не е министер. Тоа е.
Зошто тогаш, ако е толку тешко и неблагодарно и даваш се од себе, а малку земаш, зошто тогаш такви луѓе, да речам, што се откажале се многу ретки? Еве, велиш ти, нели си се откажал и не знам, уште пар други, ја што ги знам од историја, и толку бе, друже. Све други се останати, одат у опозиција, па се враќаат на власт и само си се менјаат. Види, Што е тоа што ги магнетов? Не. Ја секогаш што сме го правеле муабети меѓу себе, луѓе што сме биле некој полого време у политика. И секогаш сме имале многу пати сме имале дилема, ај доста е. Не хумано, не е нормално, знаеш, што си го правиш ова сам на себе и на семејството. Точно. И не знам, ко дрога некоја, ко магија, не знам што е. Јас стварно ми беше тешка одлука да се откажам, да. Што имав извонредна понуда и пак се размислував, здраво се размислував, но еве сме имали претходни ситуации, не само ја, него сме збориле меѓу себе, меѓу нас. Као доста не е нормално ова. И пак и има и у цел свет луѓе што цел живот се во политика, ретко е. Има, не викам не, има. Значи политиката е професија на крајот на денот. Само секаде е така. Политиката е професија на крајот на денот, не е само професија, точно. И има кај нас е можеби поретко, не знам, во Америка, цел живот се у Сенат, у Конгресу. Како не, Џо Бајден од 70-та година е сенатор и не знам што таму. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со 3 нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам среќни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Двојна добивка со М-Кеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. М-Кеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Празниците ги спојуваат оние кои сакаат да подаруваат и оние кои сакаат да добијат подарок. А ние им подаруваме на сите. Грабни Black & Decker на попуст. Плюс, со секој купен производ добиваш подарок. Само во СБД МК. Black & Decker. За тие што сакаат вистински јогурт во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Doaga zimska noć, pagat prvi snegovi, majde probaj me na -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еколайф пелет за вас. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол! Столе
успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Празниците ги спојуваат оние кои сакаат да подаруваат и оние кои сакаат да добијат подарок. А ние им подаруваме на сите. Грабни Black & Decker на попуст. Плюс, со секој купен производ добиваш подарок. Само во СБД МК. Black & Decker. Кисело млеко со богат и освежителен вкус во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Двојна добивка со М-кеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. М-кеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Божикен чај спојна билки и зачини кои ќе ви предизвикаат супер специјално празнично расположение, мора да имате од Good Nature. Божикен чај, такви се празниците, тоа е периодот. Исто така, друго нешто да ви кажам, мајка ми знае да замеси такви кифлички убави едни со моето брашно од кадино секако и да ми ги спакува за дома. Има некои јадења што се такви како овие кифличките потсеќаат на семејство, на дом, на топлина и токму затоа едва чекам да дојдат овие денови, овие празници, бидејќи знам што ме чека. Моето брашно, кифлички, уживање дома со серија. Ням. Кому му кажуваш, се повлекува. Прв. Кому се јавуваш? Не можев никому да се јавам, жена ми беше до мене кога ми ја понуди работа. Жена ми. Не можев не се јавам, до мене седеше. А од овие партискиве другари што... Назаев. Да? Да. Мора така по хиерархија? Не, па ти, ја и он долго време соработуваме, више сме ли пријатели, не е тоа... Не е ради хиерархијата, сега да кажеш. Не. И така и се однесуваше цело време. Добри, и како му се обреќаш? Што му викаш? Вака и вака. Добив понуда. И он се смеја, добро да вика, ако ти добро, вика, ајде се. Сите сме добили понуда? Да. И ја викам, добро, ама ваква е понуда. Аха. А вика, чекај се. И ние се доведовме ситуација дека он стварно на крај ми беше и советник у преговорите со фирма. Значи со Амин, со Кейв. Да, види, он настап вака вика, од аспект на шеф на работа, ти викам не може, вика, ама што вика, ние сме пред се пријатели, вика, треба да те мрзам да ти речам да не го прифатиш ова. И вика особено затоа што се работиме ваква неблагодарна работа која што работиме, ова ми ти е многу поголема шанса. И плюс и враќање во струката и така натака. Во мојава струка електроинженер сум, ако си надвор од технологијата. Одат работиве. Готово, ти си више неупотреблив. Ја имав среќа дека водев министерство што има врска со технологија, да бев за нешто друго. Генерален секретар. Така вика дека треба да бидеш, така? Тек тогаш ке заглавев и после 4 години никој немаше ме бара. Немаш. Ке падна акциите. Не, никој немаше. Ја ги барав и ке ми вика, дечко, што знам. Добро, ете, ферски постапок. Не, максимално коректно, не, мислам, пријателски, другарски и дури ја, викам, слободно кажи ми. Да. Не се зезај. Ама не, така беше и ми помогна. Ако ти кажеше остани, онака ако инсистираше, ќе одбиеше понудата за работа? Мислам да. Така? Ако те стегнеше, да рече. Да. И добро, кажи ми за Заев е многу голем во Унгарија, така? Испадна дека е. Многу е голем. Тоа не го знаат луѓето, например.
Па и јас изненади да ти кажам, и он не знаеше. И он не знаеше? Појма немаше. Како стига, раскажи ми ситуацијава, одиш ти? Ја, министер и ITU, Меѓународна телекомуникацијска унија, настан нешто у Будимпешта. Која година? 2019. 2019. Есента 2019, септември, октомври 2019. И Груевски веќе сместен таму, веќе си. виш. Тера? Стандард жителство све. Да. И ме возат со кола од аеродром на кај хотел, влагаме во Будимпешта, и градилишта згради се градат, тараби. Да. Гледам на тараби, ама така, случајно, успоминување, пише Заев на едната. Убаво, големо. Така, испечатено, знаеш, не е со спреј некој пишел. Така, да. Не, ние сме пратили. Да. Шкртаат него. Идам понатака, пак. Пак Заев. Да. И сконтувам дека ствари се работи за, викам една локација после друга, трета, некоја градежна компанија голема Унгарија, која што така се вика. Чека, може да го најдеме пример да одиме на Веб интернет. страна, да. И сега рачуните пола Будимпешта е налепена со Заев. Чекај, пола Будимпешта и пишува Заев. Тараби. Со големи Колку е букви. нас што пишува гранит, бетон, појма немец, реклама, но Заев, видим, немам појма. Така таму пишува Заев. И слика под кола, викам, заставиме го, така и му праќам. И нема и јасно. Викам, па, не знам ти објасни, викам, па што очигледно имаш ти да ги видиш. Да, точно. И што е прво нешто што ти паѓа на памет, кажеш? Не ли ти е прво нешто што ти паѓа на памет, ова Груевски го гледа секој божи ден кога стане и ќе излезе надвор? Каза шета, да. А? Не е баш интересна локација да Не ли? одбереш да отидеш. Заев. Идеш на полеп, Заев. Идеш у ресторан, Заев. Да. Карама. Добро. А такво некој име кое би било од политиката што не би сакал да го гледаш на тараби? Ти? На тараби обично сите ги имам гледано, и моето име ги имам гледано, кога беше графити, така да. Не, немам никој. Не? Немам. Стоиш добро со опозиција? Да, имам. Си се дружел од секогаш? Ја имам, не знам, со Владко Ѓорчев, например, се знам од средна школа уште и имавме заеднички пријатели. Ствари, он е еден најдобри другари на жена ми од основна, немам појма. И се на почеток. Видиш, тоа не го знаат луѓе. Се дружевме, мислам на почеток на нашата врска, кога уште правеа роден ден и по дома што се вика журки, идевме и заедно. И од Корчагин се знаеме. Си заважал коректен однос цело време. Да. Сега после, да бидам искрени, тоа јавно го признавме, он е од луѓето што се заслужени што сме живи настаните 27 април. Добро, така. Нема везе, тоа и фамилиарно, значи кога се видиме, све си окей, нема што. Но и со други имам доста коректен однос. Со сега во текот на работата како што се одвивала. Ако да, тие добро. што сме Ама имале луѓе мислат дека очи си вадите вие таму. Пример, во бифе или во комисии, во ваму таму, дека не ќе очи да си видите. Со некој да. Постои тоа, значи. Не, јас прво сум со сите сакам да сум пред се пристоен и коректен, нема потреба од што имам да кажам, кажувам јавно и на говорница. Вака кога седиме, не се да ми се дружам, но да кажам едно здраво и толку е. Има луѓе со кои што имам и многу коректен и добар однос и сме соработувале во некои заеднички закони или проекти и така натака. И најсе да не именувам едни или други. Да не им се љутат, нив работа. Можеби другите, да. Но не, стварно има луѓе кои што не мислиш дека тоа треба поише да се презентира у јавност? Дека луѓе не треба да имаат впечаток дека баш ова што викам дека вие очи си вадите, дека тоа се сепак луѓе професионални политичари кои што сепак соработуваат кога има интерес. Премногу поделени сме на табори, непотребно. И кажам две имиња со кои што што се вика не можам да се скарам и не викале често на емисии со Тимчо Муцунски. Добро. Колку да имаме, значи ја сме цел живот на различни страни и така натака. Ја имам дури приватно не се дружиме, не се знаеме, ние приватно. Ние се знаеме преку политика. Так. Но ја имам на телевизија до сега не сме успеале да се скараме. Секогаш имаме различни ставови, а она да дојде до викање, до не знам, секогаш била културна дебата. И после ни коментирале самите новинари. Јас ке се согласам со вас. Да кажете ова е различно, него па дури јас со други кога сум. Со Владко, колку и да може најдолго се знам со него, се карам како нормален на телевизија. Стварно? Да. И мене ми избира нешто, не знам. Исто имав слични ситуации со координаторот на пратеничката група, со Никола Мицевски. Исто тешко можам да се скарам на телевизија, ама со него и одработивме на работа што ретко па и некој знае. Само што станав министер тазе, и нели во портфолиото на информатичка општествена администрација се медиумите, МТВ, така натака. Добро.
доаѓа човекот, ја не знаев, бил меѓународен одбојкарски судија. И Браво. то така познат, Реномиран. да, првенство европски поименен. Аха. Поименав. Вика, Дамјан, забранивте вика рекламирање на МТВ, било какво. Одбојкарска репрезентација се пласираше прв пат во историја на европско Тогаш беше тоа, да, огромен успех. Ето. И вика сега луѓе фирми што се спонзори на репрезентација, МТВ вика ги откупи правата за првенството, ама не можат спонзори да се рекламираат. Нема видливост. Сега па тоа е поентата, ти си спонзор на Нормално. репрезентација. За вако, дајте вика, мора нешто да смислиме за да на МТВ идат само вика реклами за наши репрезентации кога ќе идат на големи меѓународни надпревари. И апсолутно беше логично. Заедно коректна идеја. предложивме, го сменивме законот и овозможивме и идеја рекламите само. Тоа е оно у Америка што го викаат двопартиски, bipartisan, нели, закони и слично, што кај нас како и да не постои малтене. Абе има се случува, ама Треба да се каже. Ама знаеш како и медиумите секогаш е негативната вест е по така. интересна. Не ми е интересно да кажа дека соработувале. Има вакви случаи. Секогаш кој е логичен предлогот и они прифаќаат и ние прифаќаме. Не е никој не е нормален нешто е направи што е. Па нека биде и апел до медиумите, нека знаеш, нека се даде таа порака на ако е добра идејата има соработка, не дека по автоматизам и мора се да се земе на нож пресечено на пола. Така е. И дека едните за, другите против и нема ништо, готово, тоа е тоа. Така е. Иако има и такви случаи, фала Има, Богу. има. Пред да предеме за приватниот сектор, уште да те прашам зошто на пример во администрација еве за твојов мандат не се успеа да се решат тие стварно горливи проблеми од типот на 1400 луѓе у министерство што не идат на работа и такви некои. Таман реков нема више да одговарам за овие прашања, пак за Што е тоа? Знаеш, ги нервира луѓето. Мене ме нервира. И мене ме нервира. Ама значи, тие се вработени по закон. Донеле во 2010 и не може ли да се 11? распределат на други? Не, нека не се само тие, значи не е дека само за тие се работи. Постојат и многу други што седат и не идат на работа. И во други министерства може би има такви. Нема такви. Нема такви. Не. Ајде тогаш нека Овие бидат се, и тие. овие Добро, ако окей, зошто не се прераспределат на други места? Затоа што според законот Еве не ги отпушташ. со кој што се примени, треба да им се најде соодветно место што они ќе го прифатат. Добро бе, нека им се понуди. Не го Па, прифаќаат? Да. А значи сте пробале, Да. им се даваат? Така е. Добро. И тоа значи треба да се крене на повисоко ниво партиско и владино, Така да е. речам, кај што више коалициони партнери ќе се договорат, така? Не, знаеш што треба да се направи? Измена на законот во кој што ќе се каже, ако не прифати толку, чао, пријатно. И зошто па тоа е, ова ми е исто логично. Па мислам дека сега го предлагаат, конечно. Ама за да тоа добие Што требаше точно да се случи? Па немаше, да кажам, политичка Волја? поддршка од сите волја, од сите што требаше да изгласаат на собрание. Така да И што е сега фирмава? Фирма Што работи? Фирмата е за медицински софтвер, ама специализиран софтвер за Добро. крв, плазма, ткива. Значи го користат големи банки за крв, болници, трансфузиолози. Ајде да објасниме, значи банкава за крв те ја ангажира фирмава што да направи за неа? Обично ли банките ни ја пијат крвта, вие стварно се банки што ја Ни ја зимаат. Ја зимаат крвта и не ни ја даваат. Тоа е, депозит нема пари крв. Не, значи ова е софтверот кој што го следи, ајде да кажеме патот на крвта, Процесот. патот на крвта. Значи дата база, трансфер, Од моментот на идентификација на донатор, донор, така. до вадење на крвта, до складирање во кај нас нема, банки за крв не постојат кај нас. Да, за тоа ни е нејасно малку. До носење во банката за крв, значи во па скоро секаде во свет постојат банки за крв кои што ја складираат крвта под одредени услови, нормално ја дистрибуираат после до таму кај што треба. Каде што е потребно. Не се прави тоа во болница или во лабораторија. Така. Нормално тоа се има банки за крв кои што се Значи клиентиве се странски очигледно од ова што те разбирам. Сите, ништо не работиме ние овде. Во Источна Европа немаме ништо, но едни од најголемите клиенти се Американскиот Црвен крст, австралиската мрежа за банки за крв, Конг, Сингапур, Јужна Африка. Машал, светски клиенти. Да, цела Западна Европа, тотално цела Западна Европа, Јужна Америка. Чекај, луѓето што работат на софтверот се тука наши, да речем, македонци? Не само што се луѓето тука, ова е наш македонски производ. Да? Били македонски газда? Да. Се уште? Фирмата е формирана од нашинец во Париз во 84 година, кој што дури
сега оваа година во февруари ја продава на Carlyle, што е четвртата најголема светска инвестициска компанија. Сега се американци, значи гази. Искеширал? Па не знам колку, ама сигурно нешто здраво, да. Ба браво, заслужено. Така е. И тоа е стварно една приказна за почит, дека е наш човек, наш производ, че овде е создаден светски производ. Софтвер. Да, ова е светски стандард, ние имаме повеќе од 50% од светскиот пазар за таков софтвер. Ние сте маркет лидери, значи, во тој сектор. Да. Овде се околу, тука и Белград едно 100 се програмери. Така. Тука е моторот, да кажеме, на цела операција. Така. Ние не се бавиме со продажба. Продажбата ни е Лондон, Париз, Брисел, Чикаго има нешто некој строго софтвер или полесно да им е на луѓето, програмата што го води тоа, вие ја правите програмата. Да, значи и од самата донација на крвта до трансфузијата која се дава. Следи се. Управување на машини, складина, се целиот процес. Так. И чекај сега, кав тим менаџираш во компанијава во Македонија? 100 луѓе се, значи све се програмери, неколку се административци, се многу малци. Не е тешко да се најде работна сила? Не е малце 100? Ние сега и примаме уште добри 30 на луѓе, затоа што сме во фаза на технолошко напредување на нашите производи. Значи да, ние сме маркет лидери. Во моментов ти треба плюс луѓе. Но ми требаат најдобрите. Значи реално може да најдеш, не е многу тешко, затоа што и доста и се произведува. Например, финки годишно околу 2000 луѓе. 1200 се запишуваат, сега не сите завршуваат, ама да речеме сигурно имаме 1000 годишно што се произведуваат. Добро. Програмери. Дел сигурно одат во странство, можеби некои 200-300 сигурно, или? Да, меѓутоа мислам дека се помалце, затоа што овде има Па има вакви фирми, почнуваат да постојат и постојат. И работата аутсорсинг претежно, што е тоа треба да го смениме и тоа кој и како министер се обидував да ја ширам таа приказна да не сме шивачи само. Да. Че се треба наши производи. Так. Да правиме наш бренд. А не white label за некој си таму, ние тука само. Океј тоа. Ама добро, океј, ама еволутивно на долга стаза поубаво е собствен производ, нормално. И нашава компанија токму тоа го направила. По утре да нека дојде да не купат како американецот што го купил господинот што викаш. Тоа е. И сега не знам, порака и за млади, ништо не кошта да пробаат. Има како да се најде, сега за стартап има поддршка барем колку сакаш. И не треба бог знае колку да почнеш во овој сектор, да речем. Не треба. Добар компјутер, многу волја, уште неколку другари. Пробај, година, 2-3, ако бидне ќе бидне супер, ако не бидне секогаш можеш пак аутсорсинг да работиш, ќе најдеш работа, не е проблем. Али да се обидат да направат нешто самите. Така да ние сме се во фаза на прибирање на да направиме барем и добро нешто, добро дело. Ако има некој што гледа, се смета себе си за солиден во професија, кај да аплицира, пример? Може преку нашата веб страна. Како се вика? mac-system.com. mac-system.com, добро, супер. Ето, ајде, бујрум, ако има некој. Што седи дома. Па и трансфер ако сака некој да направи, море. Ај некои задкулисни работи од политикава да се насмееме, некоја анегдота да ни кажеш. Например, приватно, Заев, дали сите викаат дека е таков како што се представува? Многу нема разлика од тоа што е пред камера и тоа што е зад камера. Така е? Да. Ајде да речеме, каков е која за нешто многу, која си го видел најрадосен Заев? Или не знам да избликне некако емоција од него? Некој било кој случај. Кога ги отваравме, кога ги спремавме бомбите, почнувавме со обивање на бомбите. Добро. Материјалите беа фактички куп на хард драйвови, што дискови, што хард дискови, што стикови, што не. Добро. Сједиња. И не може така лесно се отворат, беа не беа аудио фајлче? Не, ама беа криптирани, значи треба да го отвориш. Со клуч? Со клуче, да. И беше прилично тешка работа, со месеци се обидувавме, значи што се вика ги имавме физички, ама поима немавме што има таму. Да, тоа ти е пример да речеме, кога ти го имаш Дедо Мразов овакво во кутија, арно, ама го немаш клучот да отклучиш. Така. И се знаеш дека внатре има Дедо Мраз. Така, јасно. Ама не треба го видиш, не го извиш. Како и да е, имавме доста тука напори и проблеми да ги отвориме сите
сега сите, скоро сите материјали за да ги имаме шанса да ги преслушаме. Ние никад не ги преслушавме сите, тоа е невозможно. Од што беа обемни? Ја мислам дека 30-40% е два е, ако успеавме нешто да преслушаме. 30%? Ма не, кузне што имаше таму друго да се однесе во сеја. Они вај да слушаа, после таму се испадна и друго слушале, што не треба, ама тоа е друга тема. Се надевам слушале. Да. Да се вратам на ова. И стварно имавме проблем, дури заглавивме. Ја мислев дека толку нема да можеме да продолжиме со бомби. Да, имаше една, две, три пресконференции, викам. Колку е? И успеавме. И да му канцеларија му кажам, стана човекот и колот напред. Не зезе. Канцеларија пред мене. Ко на цртан филм. Ја не знам човек што среќа прави колот напред прв пат слушам. Обично рипаат, знаеш нешто. Марадона. Даде гол. Колот напред човекот. И стварно, тоа беше голем пробив. Чекај, мене знаеш што ми е се поинтересно што кажеш? Вие тргнавте да правите пресови на неотклучени бомби? Не сите, ги немавме сите. И што ќе се случеше ако не ги отклучавте? Не, немаше да има. Толку пресови. Не, немаше да има. Затвараме. Колку имавме 60, немам поема, ги имаше 30 да кажеме. Аха, добро. дел од Не беше материјалите. до 2-3 да застанете, а? Добро. Добро, а имајќи таков материјал, што не знаеш што ќе ти открие. Ова ковчежево, нели ги немаме клучевите, ама имаме многу ковчежиња. Лесно се спие навечер? Не се спие навечер. Прво и нас не ни се веруваше дека не ги преслушавме, дека стварно е тоа така. Значи ни требаше еден одреден временски период да и ние сватиме дека да е стварно, значи прво не се верува. Колку да ти зборат дека е така. А ти лично како дознаваш за тоа? Кој доаѓа и ти вика мора да седнеме, нешто да ти кажам? За разговор. Воопшто дека постојат бомби. Не, па добро, луѓето му пришле на Заев, па тој ни кажа нас. Значи од него слушаш прв пат? Да. Добро. И добиваме дел од материјалите кои што пак мислам немаме сега окей, ни кажуваат што се, ама додека не стварно слушнавме ние дека некој прислушкувал стварно до толку. Не ти се верува додека не го слушнеш со своји уши. Така. Уште и денес што се како некој филм е, како кошмар да кажам. И не се спие навечер затоа што имаше еден период за да ние ги преслушаме тие материјали, уште не се знаеше, не бе објавени ништо. Ние моравме да значи се бајле глумиме нормална работа и нормално работно време, а навечер слушавме. Ама никому не кажуваш веројатно. Никому ни дома, мислам дека дома мисли ако знаеш што. А ти блед дома седиш вако. И се враќаш у 5-6 сабајле, малце имаш време за одмор и треба у 9 да се на работа, насме. Да, работиме. Да, уште пресови, ова нешто тераме. Аха. И то траеше со месеци траеше. Добро, жена ти не се посомнела. Па нормално, ја не излучам. Кај оди човек? Разбираш? Само ја викам, слушај, тебе не сум сам, знаеш и вие други се викам. Чисто толку, не можеш поише ништо да кажеш. И ќе видите, викам брзо, и после испадна и у јавност, значи муабетите испадна. Да се шушка, да се збори. Ама не и особено, тоа е едно физички што не можеш да спиеш. Но и дел од онај муабетите кои ги слушаш не се спие. Значи таа ја грозни работи имаше, што Добро, ама тоа не допрело до јавност, претпоставам. Дел допреа, нели? Но има работи кои што се Приватни. Никој не требал да ги слуша. Ако не влезеш у политика, што ќе беше, да речем, зборам порано, во тие детски денови сигурно, не знам, може си играл баскет, може си... Што си сонувал да бидеш? Со баскетот не беше многу ветувачка кариера. А имаше кратка некоја? Па не, добро, Усари, чекај, ние те видовме, која беше, подсетиме, кампања на мрежа местеше нешто? Што беше тоа? Сега за оваа кампања ме викаат ајде нешто што си правил у детството, младоста. И отидовме, снимивме едно видео на Кошот. Порано го игравме така Томас. Томас имаше една пицерија, не постои више. Добро. И таму играв нон-стоп баскет. И стававме мрежа, па што нормално нема. И PR потек. PR потек беше, да. И ја снема мрежата после еден месец испадна. Толку траеше мрежата. Па добро. Видео месец издржа, па ја го играв таму, никад немаше мрежа. Добро. Ништо не изгубиле, еве, така да кажеме. А кај се наоѓа Кошот? Блиско е? До Див.
Тамо ке. Па чекај, добро. Не. Слушај, PR потек си направил, ама и сега еве пошто имаме камери ваму таму. Сега ми доаѓа идеја. Ајде идеме ќе земеме мрежа, лесно се наоѓа по спортски продавници, така ќе се купиме. Лесно. А, не? Епа ти знаеш вајде кај има мрежа. У една-две, да, знам. Епа ете, се уби барањето. Ќе идеме, ќе земеме мрежа. Добро. Ама ти да ја местиш пак. Ама ти скала да најдеш. Ќе најдеме негде скала, Ќе најдеме, Па мора да има скала таму. Ајде да видиме. Добро. Да местиме мрежа, шо викаш? Ништо, се пакуваме, одиме да местиме мрежа на местото каде што ја тргнале, Нерани Мајковци. Наша работа, тоа е. А наша работа е да ти испратиме со најдобрите Good Nature чаеви. Фала. Исто така како патриот, нели сега ова оди со Александар. Најдобрата, првата македонска премиум паштета. Паштетата што јадел Александарева, така? Баш така, ПКБ-та од ПКБ-ско, тоа е исто така за тебе. Ајде да одиме да местиме сега мрежата. Ајде. И да најдеме скала и да најдеме баскет. Ќе се снајде Ѓоко. Убаво ти текна за скала. Па боле. Види, никад не сум можел да достигнам да куцам, така да. Не си закуцал? Само од скала. Абе, ја имаш висината. Ја мислам дека си требал да куцаш да му стигне. Не. Чека, колку си да те видам? 1,80 и 3. Да. Не. Никад не сум можел. Чекај се, ја не знам ова како оди. Па гледам дека не знаеш. Не сум освоил титула никогаш, за да ја сецнам. Ништо сега треба да го нашнираме и горе да се. У 100 денара. Ете, 100 денара, ништо. Оп, уште 100, 200. Ништо. 300. Ајде да видиме. Од тогаш немам фатено. Не, бе. Ајде да си одиме. Толку беше? Требаше да викнеш Том Круз. Да, ништо. Не. Опа! Нема, дурнесе погоди. Дурнесе погоди? Нема, па мора монтажата, мора да заигра. 6.5 hours later. Сега без овакво е друго. Без коски. Ти Ајде. ќе биде. Од табла, а? Да. Нема место на мрежа, ама има играно. Еј! Тоа е. Ој, ќе ме победи. Ајде, Ѓоре, вади јакните. Почињаме 2 на 2 више. Ќе сме 3 на 3, ајде. Епа сега, у добу короне.